За некој е тоа само празник на цвеќето, за некој е почеток на Страстната седмица, која најавува големи празници, тешки, црни, така ги нарекува нашиот народ, денови во кои се јаде бело гравче, без зејтин, до недела и некои други работи. Некои денес си закачуваат зеленило на вратите, зашто веруваат дека зеленото гранче ќе донесе здравје, напредок и се убаво во животот, ако тоа гранче се стави денес. Се верува дека некој волшебен начин, варбовото гранче или некој друго зеленило ќе донесе среќа во домот. Многу недоразбирања постојат во поглед на овој празник, некои се убави работи, меѓутоа некои работи како зеленилото и верата дека зеленилото ќе донесе напредок се суетни, како што беше кажано во оваа драма. Многу луѓе чуле нешто за цветници или за Христовото влегување, славно влегување во Ерусалим, но не разбрале. Наликуваат како она малото дете кое било болно точно на цветници, останало дома и кога се вратиле, не отишло на црква, бидејќи било болно, и кога се вратиле од служба, неговите родители носеле палмови гранчиња и детето прашало зошто носат палмови гранчиња од црква. И тогаш родителите објасниле како Исус, кога влегол во Ерусалим, го дочекале луѓето со такви палмини гранчиња. И тогаш детето рекло, ту ама сум баксус. Еднаш ке се разболам и нема да отидам на црква, Исус ке дојде на служба. Тоа бил заклучокот на детето. Штом Исус бил пречекан во Ерусалим со палмови гранчиња и штом родителите се враќаат од црква со палмови гранчиња, значи Исус дошол на служба таа недела. Така и луѓето вклучуваат многу верување поради неразбирање или поради незнаење, а сепак празникот Цветници е голем настан. Многу полуки можеме да извлечеме од тој настан. Јас ќе се обидам ова вечер, разгледувајќи го текстот што апостол Лука го запишал во 19 глава, да видиме колку што можеме повеќе користи нешта. И пред да поминеме на разгледување на текстот, убаво е да имаме некои така информации од позадината на сите нешта што се случувале, нештата кои создаваат една рамка за тој настан, Христовото доаѓање. Знаеме дека многу луѓе имало во Ерусалим тој ден кога Христос влегол. Знаеме дека со палмови или палмини гранчиња, како што нашите деца кажаа, чувме што извикувале, но сето тоа е ставено во некој точен контекст, па можеме да видиме некои важни работи кои ќе ни помогнат да го разбереме се од тој настан. Прво, тој настан се случува на Пасха. Било Пасха, време на Пасха, и секогаш на Пасха секоја година многу луѓе се собирале во Ерусалим. Доаѓале поклоници да принесат жртва. Било традиција на Пасха евреите од диаспората, од целата Римска империја да дојдат во Ерусалим и според историчари, според пишувањата на Јосиф Флавиј, бројот на луѓето во жителите, луѓето што престојувале во тој ден или во тој период во Ерусалим се зголемува по 10-20 пати, така да и до 500-600 илјади луѓе може да се соберат точно на тој празник. И луѓето доаѓале да жртвуваат и исто така точно тој ден, точно во недела кога Исус влегол, тоа било 4-5 дена пред Пасха, точно во тој ден семејствата го избирале од стадото јагнето кое ќе го принеле во жртва, тоест од кое подготвувале пасхална вечера во четврток или петок. Исто така, тоа е денот во кој тие се подсетувале дека тоа пасхално јагне, всушност ли крвто тоа јагне пред многу години
било причината поради која тие били избавени од смртта кога дошла казната. Така да Господ Исус влегува како јагнето во Ерусалим, кој треба еднаш за секојаш да биде пренесено во жртва. Секој кој бил на Пасха присутен во Ерусалим, знаел дека ќе треба да дојде Месија, Спасител, цар на Израел, кој ќе царува во правда во вечноста, и сите знаеле дека тој цар ќе треба да дојде во Ерусалим. Исто така постојала традиција, садукеите ја пазеле таа традиција, според која Месијата ќе се појави 4 дена пред Пасха, кога Исус влегува во тој ден. И затоа, според таа традиција, тие ги држале отворени вратите на градот преку целиот ден. Денонокно били отворени, за да може Месијата која ќе дојде непречено да влезе во градот. Денот кога влегува Христос во Ерусалим, исполнува едно пророштво кое е дадено од пророкот Данијел повеќе од 600 години пред да се случи тој настан. Имено пророкот Данијел во неговата пророчка книга 9 глава 24 до 27 стих пророкувал дека од кога ќе почне обновувањето на ѕидовите на Ерусалим, после 69, се извинувам, циклуси од 7 години, или како што тамо пише 69 седмици, 69 периоди од 7 години или 483 години, ќе дојде Месијата, праведникот во Ерусалим. Тој указ за обновување на храмот од царот Артаксеркс е донесен 445 година пред Исус, на 28 март. И ако се бројат 483 години, токму тоа е годината и токму тоа е денот кога Христос влегува триумфално во Ерусалим. И тоа го знаеме денес, ама го знаеле и евреите. И сите овие нешта придонеле месијанското очекување кај народот, очекувањето да дојде долго чеканиот цар да се исполни. Сите чувствувале дека е времето да дојде Месијата. Таа нивна месијанска надеж дека Месијата ќе дојде поради сите овие нешта што ги спомнав, поради пророштвата, поради традицијата и така натаму, поради верувањата. Била толку силна кај народ што насекаде каде што живееле евреи, била присутна таа месијанска надеж. Месијанската надеж била толку силна што доаѓањето на Исус како Синот Божи не било изненадување дури и за неевреите. Тие биле подготвени од самото очекување кое евреите го ширеле насекаде. Дури и римјаните очекувале доаѓање на Син Божи. Например, Вергилиј, римски поет, во една своја поема пишува за Синот Божи кој ќе дојде и ќе царува вечно. Така да, многу нешта кои се случиле во тоа време, а и чудата кои што ги врши Исус Христос, па само еден ден пред да влезе во Ерусалим, во Витанија Господ Исус го воскреснал Лазар од мртвите. Човек кој 4 дена беше во гробот. Се го отворија каменот и тој излезе жив. Го одмотаа од чаршафите, тој дишеше и збореше. Сите тие нешта, сите чуда што ги правеше, таа зголемена месијанска надеж направија Христовото влегување во Ерусалим да биде навистина славно. Тој влезе триумфално. И кога влезе, се случија некои нешта, Исус направи некои нешта, од кои може да извлечеме многу важни поуки, многу важни принципи на кои треба да се покориме, имајќи во предвид ваквата рамка. А бидејќи народ очекуваше доаѓање на цар и бидејќи во Христос гледаа како на цар, на оној толку очекуван Месија, тоа беше пак алам за фарисеите кои се почувствуваа загрозени и направија план да го убијат него и Лазар, нешто што се оствари делумно, убиството на Господ Исус 5 дена подоцна. Ајде да видиме што е важно за нас да разбереме од овој текст кој дел по дел ќе го читаме. Првото нешто што може да видиме е една заповед што даде Господ Исус на учениците кои и тие безпоговорно ја извршија. Ајде да видиме што направи тој.
Кога го рече тоа, тој тргна понатаму, искачувајќи се кон Ерусалим. И кога се приближи до Витфагија и Витинија, до така наречената Маслинова гора, испрати двајца ученици. Господ Исус го насочи својот поглед, својот чекор смело кон Ерусалим. Иако знаеше што го очекува, тој тргна кон Ерусалим. Последните зборови што тој ги кажа беа во Јерихон, кога кажа една парабола откако Захарија, царинникот, Захија го прими во неговиот дом. Меѓутоа, тој погледот го насочи многу порано. Например, ако читаме една глава порано, уште кога беше во Галилеја, во близината на планината Тавор, им каже на учениците дека треба да биде фатен од фарисеите, треба да биде мачен, треба да биде предаден, убиен и на третиот ден да воскресне. И од кога кажа тоа, а учениците се спротивставија, пишува, и тој тргна решително кон Ерусалим. Знаеше што ќе се случи, по патот помагаше, но го следеше тој план да стигне до Ерусалим. И доаѓа до Маслиновата гора. Е многу важно место во самите пророштва, уште во Стариот Завет. Например, Захарија во 14:4 предвидува дека Месијата ќе дојде на Маслиновата гора. Последните неколку дена Господ Исус, последните ноќи, ги помина на Маслиновата гора. Секој вечер тој остануваше на Маслиновата гора. На Маслиновата гора ја помина и последната ноќ, кога се молеше во Гециманската градина, кога крвта му се претвараше, кога потта му се претвараше во крв и солзите му се претвараа во крв. И од Маслиновата гора тој се вознесе. Тоа пише во Делата, 1 глава. Многу важно место. И тука на Маслиновата гора застанува и им дава заповед на учениците. Една заповед која не е лесна за исполнување, па и не е многу логична. Што побара од учениците? Им рече, одете во селото од спротива. Штом ќе влезете во него, ќе најдете едно врзано магаре, кој ниеден човек не го јавал. Одврзете го и доведете го. И ако некој ве праша, зошто го одврзувате, кажете му вака. Тоа му е потребно на Господ. И отидоа испратените и најдоа како што им беше рекол. Им даде заповед на учениците да отидат во соседното село и да најдат магаре, кој никогаш досега не било оседлувано, тоа е мало магаре или осле. Зошто таа заповед не е толку логична? Прво, Господ Исус Христос никогаш порано не беше побарал од учениците некако превозно средство. Сега што одеше, поминуваше километри пеш. Нема до тој момент текст во кој што ни се вели дека тој користел некако превозно средство. Тоа е некаков исклучок. Може би учениците се прашаа зошто му е сега магаре. Од друга страна, како што реков, во тоа време Ерусалим и околината била полна со народ. Во таа гужба, кај ќе го најдат точно тоа магаре што го бара Господ Исус? Ке тргнат во селото, ќе погодат ли улицата, од кој влез ке влезат? Па дури и ако го најдат магарето, ке треба да се погодат точните стопани, собственици, а текстот понатаму не кажува дека тие собственици биле повеќе на тоа магаре. И не само магарето, бидејќи е мало во еден текст пишува дека и мајката на магарето била таму. Ке се согласат и собствениците да го дадат тоа магаре. Бидејќи сепак магарето, ослето и неговата мајка, како имот било нешто вредно. Не секој можел да си дозволи да има таков имот. Многу прашања има во оваа заповед за исполнувањето. И на крајот на криштата, зошто би му било магаре кога учениците и сите останати очекуваат Христос да влезе како цар, победник, како цар кој ќе освојува, ќе носи победа, како славен цар. Би било нормално тој да ги прати учениците да побараат бел конј и со меч како цар, победник да влезе во градот. А тој побара магаре. Во представите на луѓето, во нивните умови, тие гледале на Господ Исус како славен цар, како што Давид на конј влегуваше во Ерусалим после победите. Таква беше нивната представата
или оној што го воскресна Лазар од мртвите, тој како од чега ќе ги згази римјаните и ќе донесе слобода. Тој е победник. А Христос бара после, со други зборови, создава символика преку која сака да им каже на луѓето дека нема да војува, туку влегува во Ерусалим да донесе мир, да проповеда мир. Тоа воопшто не се вклопува со планот на учениците. Та тие само неколку дена порано, тоа пише во претходните текстови, се расправаа кој ќе биде поголем во новото царство што Исус ќе го основа. Тие се расправаа, си конкурираа кој ќе седне од лево и од десно на престолот, на новиот престол што ќе го зазема Исус. Така, веројатно голема конфузија создаде оваа заповед кај учениците. И пишува тие тргнаа, без разлика на нелогичноста на заповедта. Ние веруваме дека Господ Исус е царот на царевите. Ние веруваме дека тој има суверена волја која остварува и најдобра за нас. Ако веруваме во тоа, тоа значи дека треба да бидеме послушни и секоја негова заповед да исполнуваме. Независно од тоа колку изгледа логична, колку е во наша полза или колку е против нас. На крајот на криштата, ние Христовите заповеди не ги исполнуваме за наша полза. Ние ги исполнуваме зашто тој го бара тоа. А неговата волја е најважната. И од таа точка, поедна точка, тргнаа учениците. Таа заповед како да не им одговараше. Не се совпаѓаше со нивната представа за царот, ама ја тргнаа и исполнија. Треба да ги исполнуваме Божите заповеди. Таа покорност на учениците не учи на покорноста што треба да имаме кон Господ Исус Христос. Ако тој е самокниот цар, ако тој знае се, тогаш секој негов заповед треба да биде лесна за исполнување за нас. Другото нешто што можеме да го видиме е давањето. Многу давање имаше во тој ден. Пишува дека го доведоа кај Исус, значи штом го чуја тоа, го одврзаа магарето, го доведоа кај Исус, па штом ги нафрли облеките своји на магарето, му помогнаа на Исус да му кажат. И додека минуваше тој, ги пустила своите патеки, наметки по патот. Првото нешто што го гледаме како давање, беше она што го направија собствениците на магарето. Сум го испуштил тој текст, меѓутоа отидоа учениците кај собствениците и тие ги праша учениците зошто го одврзуваат магарето и неговата мајка. Учениците рекаа му треба на Господ. И тука завршува разговорот. Тие веднаш му го дадоа ослед. Откако рекоа му треба на Господ, заврши целата дискусија. Дозволија магарето да биде употребено од Господ. Што му треба на Господ, значи му припаѓа на Господ. Не верувам дека собствениците се надевале дека во таа гужва, дека во тоа мноштво народ, илјадници, стотини илјади луѓе кои биле присутни во градот, ќе можат потоа пак да се го вратат. И од друга страна, како што кажав, магарето било скапоцен имот во тоа време. Магарето било и трактор, алат во земјоделството, било и семејна кола, се користело за превоз на семејството, прегнувајќи го во запрежна кола. Магарето било и сопатник, придружник, кој ќе тргне некој на пат, си го зима магарето како другар, како што кучината си ги зимаат денес луѓето. Не било нешто вообичаено да се вземе туку така магарето на некој. Тој исто така како некој да дојде да ти отклучува колата и ти да го прашаш зошто ми отклучуваш колата, и тој да каже му треба на Господ. И ти добро, што му треба на Господ, земја. Собствениците на магарето
Видите, на едно магар имало повеќе собственици. Во текстот пишува собствениците кога дојдоа. Што повторно покажува дека не било така лесно еден човек да има во собственост едно магар. Се здружувале двајца и тројца за да имаат едно магар и да го користат, да го одржуваат. Го дале. Можеме ли ние така да го дадеме она што му треба на Господ? Да, имало во тоа време закон наречен ангарија. Ангарија е стар семитски збор и во турскиот и во арапскиот е влезен. Значи, според тој закон за ангарија, ако нешто од твојот имот му притреба на царот, на некој од власта, ти си должен да му го дадеш. Меѓутоа, Господ Исус не е дел од власта во тоа време. Тој го бара како Господ, како Бог. И веднаш луѓето му го даваат. Не го бара императорот, го бара Господ Исус. Фактот дека Бог го бара е доволен за нив тие да го дадат. Ова имотот. Му требало на Бог. Кога губиме имот, вредни работи, можеме ли да кажеме му требаше на Бог? Бог дава, Бог зима. Кога губиме блиски луѓе околу нас, можеме ли да кажеме Бог си го зема? Му требало, му требаше на Бог, мојот близок. Ако Господ Исус Христос е навистина оној кој поседува се, тогаш треба да го дадеме на Христос она што тој го бара. Дури и кога ни е тешко да го направиме тоа. Другото давање го гледаме поглед на учениците. Кога дојдоа со магарото, тие си ја симна облеката и ја ставија на магарото. Потоа кога магарото и Господ Исус го јаваше и влегуваше во градот, народот си ги постилаа облеките, луѓето си ги постилаа облеките, создаваа како еден црвен тепих пред царот. Денес имаме една представа за облеката, која сосема поинаку од представата на древниот човек. Денес облеката е нешто што го имаме во изобилство. Кога ќе го отвориме плакарите, таму има 4-5 пара од секој дел од облеката. И не е воопшто тешко да фрлиме во контейнерите или во оние посебни места каде што Црвен крст собира. Во древноста луѓето немале неколку пара облека. Во древноста луѓето не купувале така често облека. Дури имало случаеви кога некој носел еден комплет облека цел живот. И кога учениците ја ставиле облеката на магарото, кога луѓето постилале облека, тие постилале нешто што им значило многу. Нешто што го имале и можеле да го загубат. И веројатно повторно си го зимале назад. Нешто што е основно, облеката е основна потреба за човекот, е нешто што е многу важно во тоа време. Гледаме како учениците, сите оние што беа таму, дадо нешто вредно како магарото, но и дадо нешто многу важно. Им требаше облеката, беа спремни да ја дадат. И кога Господ Исус беше дочекуван, пишува од текстот што го кажа децата, кршеа палмени гранчиња и со нив го дочекаа. Палменото гранче означува символ на слава, на победа. Тие го дочекаа Господ Исус како славен цар, како некој цар што доаѓа од победоносен поход. Меѓутоа, палмените гранчиња символизираат и живот, символизираат свежина. Например, таквите гранчиња биле ставани на гробовите како символ и надеж за воскресение. И од кај доаѓа таа символика? Кога патувале патници низ пустините долги, многу денови без вода и кога во далечината ќе виделе палми, тие знаеле дека таму има вода. А штом има вода, ќе има освежување, ќе има живот. И од тука палмите стануваат символика на живот. Ќе се обноват, ќе се возобноват, ќе воскреснат на некаков начин. И кога го дочекуваат Господ Исус со палмови гранчиња, тие на друг начин сакаат да кажат дека во него гледаат надеж.
Во него гледаат обновување, во него гледаат освежување, радост има во нив. Така да и внатрешното нешто што го има во нив, исто така го подаруваат на Господ Исус Христос. Подаруваат нешто што е важно, нешто што е основно, нешто што е скапо и нешто што произлегува од нив. Нивната радост му ја подаруваат на Исус Христос. И тоа не води до последното нешто. Ако ga наближ до местото каде што се слегува од Маслиновата гора, сето мноштво ученици почна радосно да го прославува Бога со висок глас за сите чуда што ги видоа. И извикуваа: благословен е царот кој доаѓа во името Господово, мир на небото и слава на висините. Така. Да, тоа е. Му дадоа поклонение, го прославија. Сето поклонение му го дадоа на Господ Исус. Нивното поклонение беше нивниот подарок. Песната што ја пеа, она што го извикуваа: благословен е царот кој доаѓа во името Господово, мир на небото и слава на висините, е всушност песна. Тие пеа, со песна го дочекаа, со славење го дочекаа царот. Тоа е дел од 180-тиот псалм. 180-тиот псалм бил пеан на вечерата, на пасхалната вечера, кога се собирало семејството, сите го пееле тој псалм и тој псалм покажува надеж дека ќе дојде Месијата. Содржи во себе месијанската надеж. Исто тој псалм, тој текст, мир на небото и слава висините, го пеа ангелите кога Христос се роди. Фразата царот кој доаѓа во името на Господова, Господ означува дека тој што доаѓа е пратен од Бог, го носи божествениот авторитет. Извикуваа, во други текстови читаме, осана на Давидовиот син, што значи спасине. Сето тоа бучно славење, всушност, покажува поклонение, оддавање на слава и чест како на Господ и Спасител. Му се поклонуваа. Ние треба да се поклонуваме на Господ Исус. Тој заслужува поклонение, постојано поклонение. Ако може да научиме уште нешто од светници, е дека на Господ Исус Христос му припаѓа сета слава, чест и поклонение. Имаше само една група луѓе кои не сакаа да се поклонат. Фарисеите, некои од фарисеите од народот му рекоа: учителе, забрани им на учениците твои. А Христос им рече: ве велам, ако тие замолкнат, камењата ќе повикаат. Што значи тоа? Фарисеите му рекоа на Господ Исус: замолкни ги. Интересно дека Господ Исус Христос до тој момент им забрануваше на ваков начин да го прославуваат. Имаше еден момент, една година порано, кога нахрани многу луѓе со 2 риби и 5 лева, сакаа да го направат цар. И пишува дека тој побегна. На мајката, на неговата мајка Марија, рече: уште не е дојден мојот час. Но сега, кога сите го прославуваат, кога дојдоа фарисеите за тоа да го укорат, да ги укорат луѓето што го прославуваат, Исус рече: ако ги замолкнам, камењата ќе почнат да викат, да ќе повикаат. И зборот повикаат значи гласно ќе почнат да викат дека јас сум царот, дека јас сум Месијата, јас сум Спасителот. С други зборови, Господ Исус сакаше да им каже на фарисеите: ако се замолкне, и вие ако ги замолкнете устите на луѓето, зашто не разбирате, камењата разбираат повеќе од вас. Тоа што вие не можете да го видите во вашата злоба, во вашата завист, камењата можат да го видат. Камењата го гледаат и камењата ќе го прослават. На Христос му припаѓа сета слава и чест. Друго нешто што можеме да научиме. Христос покажа тој ден посебни чувства, невообичаени чувства. Кога се приближи и го виде градот, пишува дека заплака над него. Христос се симнува од Маслиновата гора и пред него луѓето го дочекуваат, славејки, поклонувајќи се и подарувајќи се облеката за него. Христос пред него има раскошна гледка.
Радосна е сцената. Сите го извикуваат неговото име, го слават. Пред него е градот расположен во сјај. Се гледа оддалеку и родовиот храм, целиот облечен во злато, и други монументални објекти изградени од цар Ирод. И во тоа славење, во таа славна сцена, наеднаш Христос почнува да плаче. Не од радост, да, тоа е емотивен момент. Нормално е, кога човек е така пречекан, од радост да почне да плаче. Исус не заплака од радост. Не заплака дури и поради тоа што знаеше дека ќе биде измачен, мачен и убиен после неколку дена. И зборот заплака не е обичен збор. Не знам како би може да го преведеме. Почна да рика од тага. Почна да оплакува над градот. Исто тој збор е употребен во Марко 5:38 за плачењето што го имаше во семејството на Јаир кога умре неговата ќерка. Господ Исус одеше да ја исцели, меѓутоа кога стигнаа му кажаа веќе е мртва. И тогаш пишува, се чу растревоженост, плачење и силно врискање. Тоа е лелекање. Тоа е зборот што е употребен овдека за Господ Исус. Зошто плачеше Господ Исус? Ги виде срцата на луѓето. Виде дека во срцата на луѓето има погрешна надеж, погрешни очекувања. Виде дека во срцето на луѓето има гордост, погрешна представа за себе. Виде дека во нивните срца нема никаква желба за покаяние. Дека омразата што имаат кон римјаните ќе ги угуши, ќе ги уништи. Господ Исус проповедаше неколку години дека треба да се молиме за оние што не прогонуваат, дека треба да ги љубиме непријателите. И народ ги слушаше тие проповеди. Но може ли да важи тоа за римјаните? Може ли да важи за непријателот? Тоа со сигурност не важи за другите. Тоа важи само за меѓу нас. Ние кои сме избрани, праведни, Божиот народ. Нам не ни треба покаяние. Покаяние треба на другите, на останатите. Господ Исус плачеше заради гревот на луѓето. Плачеше за загубените. Ја гледаше казната до која што сами ќе се доведат до судот на Бог и затоа тој плачеше над нив. Што чувствуваме ние кон луѓето? Ги имаме ли истите чувства што ги има Господ Исус за загубените? Загубените меѓу нашиот народ, загубените од нашите семејства, загубените во нашата околина, на работа, соседството. Господ Исус плачеше за загубените. Во сета радост, во сета еуфорија, тој се расплака. Господ Исус плаче и денес, кога гледа во нашиот народ, кога гледа во нас. Плаче за загубените во Македонија и денес. Плаче за сите оние кои се полни со омраза, кои само бараат начини како да испокат омразата кон противниците, кон оние што не мислат како нив, кон оние што имаат нека друга идеологија, од другиот народ. Господ Исус го гледа сето тоа и плаче. Плаче над ароганцијата, над гордоста, кога мислиме дека ние сме најголемите и немаме потреба од покаяние, зашто ние од секогаш сме биле Божи народ. Господ Исус плаче и треба и ние да плачеме со Него. Да копнееме за спасение на неспасените, на загубените. И тоа е една голема поука што можеме да извлечеме од цветници. И на крајот, цветници не дава една многува порака, дека треба да го примиме она што го нуди Христос, независно од тоа како другите реагираат. И рече, кога би можел во оној ден и ти да го дознаеш
она што е потребно за твојот мир. Но тоа е сега сукриено од твоите очи, зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои ќе те обкружат со родови и ќе те опкулат и ќе те притеснат од сите страни. И ќе те срамнат со земјата тебе и ќе ги испијат децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе, зашто не си го позна времето кога беше посетен. Тие не ја познаа причината, не го познаа мигот кога Бог дојде за да ги спаси. Кога Бог дојде да ги избави од најтешкото робство, робството на гревот, да им донесе вечен живот во Божјото царство. Тие го пропуштија тој ден, не го препознаа. И затоа дојде казната. Го отврлија Спасителот и дојде казната. Таа казна за која што пишува Господ Исус и заради која плачеше, се случи после 40 на години. Дојде Тит со војските, го држеше под обсада 134 дена градот, ги остави да страдат во глад, во болести и после 134 дена се предадоа евреите. Кога се предадоа, влегоа римјаните и според информациите што ги дава Јосиф Флавиј, повеќе од 600.000 луѓе биле убиени. Сите што биле во градот. Храмот бил урнат. Ова пророштво што го пишува Господ Исус, што го кажува, се остварило. Од храмот не останало ни камен на камен. Го запалиле и кога златото почнало да се топи и да пропаѓа меѓу камените, го разурнале да го излечат сето злато од храмот. После 60 години, 120 година, по еден повторен бунт, востание во Јерусалим, повторно бил обседен храмот, градот, разорнат и вториот пат, со рала, со плугови, поминали низ градот, за да се изора се и да не остане ниту трага од градот. Луѓето не го препознаа денот кога беа посетени од Спасителот. Не ја препознаа причината, зашто ти си имаа своји планови. И дојде казната. Не го препознаа денот кога беа посетени. Ако не го препознаеме и ние, Божјото доаѓање во Христос, Божјото спасение во Христос, ако не ја положиме верата во Него, судот ќе дојде над нас. Казната ќе дојде и за нас. Божјиот гнев ќе се излее и врз нас. Отфрлањето на Исус, Спасителот, носи страшни последици. И тоа може би најважната лекција што можеме да ја научиме од светници. Божјиот суд тегне над нас. Виси и над нашата земја, над нашиот народ, над нас виси. Ако не сме го препознале спасението во Христос, Божјото спасение преку Христос, Божјото триумфално доаѓање во Христос за спасение, ние сме загубени. И Христос плаче за нас. И Божјиот суд ќе дојде над нас. Затоа, на големата порака на овој празник е да ги отвориме срцата и Христос триумфално, победоносно да влезе во нас. И таму, во срцето, да донесе ослободување, да донесе спасение за вечен живот.